Почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во овој дел од неделниот микс и подгответе се за навистина едно интервју кое што ќе ви инспирира, ќе ве поттикне да размислувате, но и ќе поттикне позитивната енергија кај сите нас загарантирано. Имено професорот доктор Зоран Крстевски ја објави својата 13-та книга Поттикнување, односно будење на позитивната енергија. Претходно тој имаше издадени други негови книги, како на пример Програмирање на умот, Заштита од злото и негативните вибрации, Моќта на умот, моќта на срцето, Излез од криза и многу други. Меѓутоа денеска секако ќе зборуваме за будење на позитивната енергија. Професоре, ви благодарам што ете и ова нова книга ваша ќе имаме можност да прокоментираме и дискутираме во неделен микс. Честитки пред се. Благодарам, со големо задоволство е да разговарам со вас и да настапувам на ТВ24 за теми кои што сметам дека се неопходни, бидејќи дојдовме во време кога негативната енергија превладува, кога на луѓето им треба една мотивација како да допрат до себе се заштитат од сите оние состојби кои што влијаат на нивниот дух. Така. За почеток, што ги поттикнува позитивните, а што негативните чувства? Па повеќе фактори влијаат, на овие 5 сега што ќе ги спомнам се клучни, каде што сите ние ги трпиме и сме под нивно влијание. Првиот фактор е факторот на семејството. Замислете ако во семејството децата страдаат или имаат некоја погрешна ориентација, ако имаме лоши меѓучовечки односи, ако има конфликти помеѓу партнерите, ако има отуѓување, недоразбирање, ако семејната подлога не е добра, натрупана со трауми, во тој случај каков е развојот на личноста, односно како човекот ќе се чувствува, автоматски под удар на негативни вибрации. А ние знаеме, се сменија нештата, гледате веќе и децата не се оние деца што некогаш биле, се индивидуализираа, под удар се на надворешни фактори, улицата може да ги загрози, интернет, комуникацијата исто така и ред аспекти, така што и родителите се под удар, ама и родителите се од друга страна и понекогаш и малку понеодговорни, бидејќи можеби некои околности во животот ги ориентираат кон погрешни патеки на животот, па не се грижат за своите деца, па нивните деца може да заглибат или во криминал, или во пороци, или брзо да возат автомобил, па да страдаат некои невини пешаци и така натака. Значи, гледате, семејниот фактор е сериосно одговорен за позитивната и негативната енергија кај поединецот. Голема среќа е да растеме во среќно, хармонично, просперитетно семејство. Но доколку не е така, тогаш нашата чаша се полни со јад, со чемер. И ние се изместуваме. Но не е само семејството. Тука е и работното место. Доколку на работното место превладува мобинг, непочитување, партиската книжка е предусловот за напредување, постои непотизам, постои несоодветно плаќање на работникот, односно низок личен доход, постои експлоатација, постои нељубов кон трудот, а трудот го создаде човекот, тогаш исто поединецот се полни со негативна енергија. Гледате, таа негативна енергија може да ја носи дома. Таа негативна енергија може да се одрази врз блиските и врз децата. Децата се фрустрирани и напнати, и исто така може да ја продолжат таа негативна енергија. А денеска знаеме, работата е многу битен фактор за да обстанеме, доколку не се чувствуваме хармонизирани или пак мотивирани на работното место, ние еден добар дел од животот како да го фрламе низ бунарот. Едноставно не сме стрикни, не сме исполнети. Да, многу често се живее како во тело на болка, вие во вашата книга кажувате, не каде што е поттикната креативноста, туку буквално како во период на преживување некоја, кој што не ја буди креативност. Така, одлично забележавте. Всушност, нашиот човек живее со синдром на преживување. 35 години преживува. Постојано му наметнуваат страв. Страв од соседи, страв од економска рецесија, страв од пандемија, страв од некои сообраќаја кои што само не се дигнале во револуција, страв дека ќе изгубите работно место, страв од сиромаштија, страв од здодевност и човекот е изместен. И не е чудо што нашиот човек е еден од најголемите корисници на антидепресиви. Значи, по глава на човек во Европа, ние сме едни од најголемите корисници на антидепресиви. Прво, немаат навика да читаат, да се надградуваат, да работат на себе, подложни се на инстант решение. А тоа инстант решение е јас да земам антидепресив или да земам не знам какво медикамент за смирување, па тој делумно ќе ми ги реши проблемите. Наместо да преземат одговорност да се соочат со проблематиката. Така што намерењата е докажано дека
македонскиот народ се третира или самиот себе се третира како најмалку среќен, како најголем корисник на антидепресиви. Е сега третиот фактор. Може би третиот фактор влие на ово. Третиот фактор е опкружувањето или улицата. Вие гледате урбаната мафија што предизвикува подпомогнати од одредени градоначалници. Зелена површина нема, живееме во асфалтна џунгла. Едноставно од зграда до зграда. Ниту има убава панорама, ниту има чист воздух, ниту има една сигурност на улиците, ниту голем број родители можат своите деца ги запишат во градинката, а всушност градинката се наоѓа на 50 метри. Како што е случај кај мене во Хром, една прекрасна населба, која што би рекол е на најдобрата позиција во Скопје. Покрај 3 реки, Треска, Вардар, Лепенец, водно е блиску, матка не е далеко. Но се загрози од урбана мафија. Едноставно, дали тоа влие на нас, ни создава негативна енергија. Дали должноста на, да речем, на планерите, на градоначалникот, на урбаниот мафијаш, е помеѓу другото да обезбеди паркинг простори. Дали е должен да обезбеди зелена површина, бидејќи тоа законот го налага. Значи, немаме зелена површина, имаме улици пренатрупани, немаме инфраструктура, имаме загрозеност. Создава негативна енергија. Тогаш ти онамо кај што живееш може да се соочиш. Бучава, деца кои што немаат игралишта па играат пред зграда, ред аспекти кои што нас ни создаваат еден вид на несреќа или би рекол на едно депресивно неисполнето живење. Да, сето тоа нели, сето тоа се фактори за едно негативно влијание врз нас самите. Да не кажувам и за други места, некаде немаат асфалт, некаде питка вода за пиење имаат проблем во одреден период. Да. Некои имаат со таа инфраструктура на училишта и ред аспекти. Некој нема каде да се вработи па не знае што да прави. Значи, сериозен фактор кој влие на нас е социјалната средина. Со што сме обкружени и какви услови на живење имаме. Да не ги правам паралелите со Шведска, например, со Скандинавија, со Данска, со Германија, со Швајцарија. Значи, кои услови, како тие создале систем. Систем кој ги подпомага луѓето. Им подпомага да не бидат под удар на негативната енергија. Иако еве во Финска има најголема стапка на самоубиство, ама тамо е заради сонцето, а и можеби заради недостигот на предизвик. Кога и се ти е возможено, кога не си во формата да се борам, да создадам нешто, можеби човекот тогаш станува апатичен. Да. А четвртиот фактор, Марија, вие општествениот фактор. Вие гледате на кој општествен фактор ние да се подпреме. Дали општествениот фактор кој всушност создаде гнило општество, заболено општество, автоматски ги предизвикува овие аномалии и луѓето се чувствуваат несреќно или негативно, или неисполнето. А општествен фактор може да биде политичари, може да биде јавно обвинителство, може да биде судски систем, односно целиот тој правен систем. Може да биде образовниот систем, може да биде ред аспекти кај што ние сме под удар заради неодговорност која трае 35 години, кај што исто така сме шампиони во коруптивност. И сето тоа гледате, присоздава кај човекот несреќа, незадоволство. Сега, каде е петиот фактор? Петиот фактор е како ние реагираме на сите овие состојби. Дали ние подлегнуваме, дали работиме на себе си, дали стануваме свесни за сите овие аномалии, дали бараме одредено решение или се претопуваме, или сакаме и ние да пливаме во матното. Така што да, ние не можеме да влијаеме на надворешните состојби. Ние не можеме да влијаеме на туѓото однесување, но можеме да влијаеме на соседната реакција во однос на туѓото однесување и општествените фактори. Значи, ние сме сега тие кои треба да се докреираме. Многу луѓе потпаѓаат и точно живеат со закон на преживување од денес за утре. Но некои се креативно ориентирани и бараат некоја цел смисла како да се изразат. И тука доаѓаме, ако се согласите, професори, вие до моќта на умот. Така. Кое што за нас, еве и во вашата книга кажувате дека може да биде спас или закана за самите нас. Ако умот е исполнен со негативизам, со критицизам, прво со чувство на навреденост, ма да не е се до умот и до срцето, односно до емоциите. Неретко емоциите и повредените емоции многу повеќе влијат врз човековиот ум. Сме акумулирале некоја навреда, живееме со чувство на вина, живееме со грижа на совест, живееме со себе неприфаќање, живееме со тоа што некој демек не отфрлил, живееме зашто некој не изневерил и ние се полниме со емоционален отров. И знаете, во книгата има детална тема како да се спасиме од емоционалниот отпор. Да. Отров. Ама имаме и отпор. Затоа во книгата е објаснет и аспектот на промените. Имаме отпор кон промени. Значи, и тоа многу често се случува. Многу луѓе одбираат да бидат во комфортна зона. Так. И покрај тоа што не се комплетно задоволни,
наместо нели да се ризикува. И кај сите тоа некако се случува. Некогаш ни е страв да ризикуваме, а некогаш пак сме свесни дека промените се клучот за нашиот напредок. Значи, кога сме во бездната, најголем ризик да не ризикуваме е всушност да останеме во бездната. Значи, во бездната си разјаден, те оптоваруваат, во бездната што можеш да видиш? Се чувствуваш неисполнето. Најголемиот ризик е да не ризикуваш. Едноставно можеш да ризикуваш, можеш да се обидиш да се излечеш од бездната. Па сега што ќе има надвор од бездната? Па и што и да има, може да биде подобро. А како станува подобро? Со тоа што ја менуваме перспективата или што се вели пристапот кон нештото. Еве, ние се овде да се продвижиме, на едно 50 метри ќе видиме нешто друго. Ние моментално ова го гледаме. Да. На 50 метри гледаме нова перспектива. После 50 метри нешто друго ќе видиме. Значи имаме движење. Се тече, се менува. Отвараме нов дух, нова енергија. Дали во љубовта? Па зашто да не во љубовта? Дали во односот кон себе? Па многу е битно во односот кон себе. Дали во подобрување на релации со други луѓе? Многу е клучно и тука да се подобрат релациите. Не можеш да ги подобриш. Напуштај ги тие лица, или дистанцирај се, или најди некој метод. Значи гледате, а се живее комфортно, или не сум загрозен, или не е толку критично, или не сум сега под удар, па може ќе биде подобро. А како ќе биде подобро ако самиот не ги инициираш нештата? Чудата не се случуваат и тоа е еден синдром на овој наш народ. Они и со тоа што бараат исцелители, со тоа што очекуваат од политичари, со тоа што не знам од каде од надвор да дојде, само покажува дека премногу се ориентирани кон чудото. Чудото да дошло да ги спаси од болеста. Чудото да дошло во политичарот да го подигне стандардот. Чудото да дојде во партнерот одеднаш да сватил, да се освестил, да работел за доброто на заедницата. Тешко дека ќе дојде чудото од надвор. Чудото доаѓа на основа на собствената наша енергија. Како ние себе си се подхрануваме како зрачиме и така и се ориентираме. Затоа нели има и во книгата тема како се чувствуваме, каква енергија поседуваме, такви нешта привлекуваме. Да, ако кажеме не можам, и навистина нема да успееме, и навистина нема да можеме. Ако кажеме јас можам, со такви позитивни афирмации ќе имаме подобар резултат. Но јас, ако се согласите, професор, би прочитала дел од книгата, па би може да го прокоментираме тој дел, во пасусот за заштита од негативци, каде што пишувате. Ништо не е поважно од мирот во сопствената душа и чувството дека сме ослободени од навреденоста, емоционалниот отров и лошите мисли. Да се постигне хармонија со самиот себе воопшто не е лесна работа, бидејќи постојат многу искушенија, тешкоти и ситуации кои може да ни создадат негативни емоции, фрустрации и разочарувања. Доволно е постојано да бидеме во контакт со луѓе што зрачат со убава енергија, па и самите да бидеме зафатени од негативните вибрации. Односно, како што и народното творештво вели, со кого си, таков си. И вие тука давате примери како да се заштитиме од негативците. И навистина така, енергијата е многу важна. Најважна е. Значи, гледате како во книгата акцентот е ставен на будење, а денеска што се најважните фактори? Јас би рекол, фактори кои секој треба да си ги кажува на самиот себе си кога му е роден ден. Да осознае или да манифестира 4 категории. Јас лично, еве, со роден денот, па и општо, ги фаворизирам будност, свесност, време и миг. Зашто будност? Мораме да бидеме будни. Затоа што не знаеме на што ќе налетаме. Велосипед да возиме, мораме да бидеме будни, бидејќи некој не внимава. Ама е зелено на семафорот, мора да бидеш буден, бидејќи некој ќе помине на црвено. Значи, буден со кого се дружиш, буден каде ти оди вибрацијата, буден со кого сакаш да влезеш у бизнес релација и ред аспекти. Свесен за сопствените вредности, свесен што капацитет поседуваш, свесен дека не треба да дозволиш некој да те омаловажува, дека треба да имаш достоинство, свесен дека треба да напредуваш, да се едуцираш, свесен дека треба и да читаш книга, да ти даде некоја идеја, да те потхрани со убава мисла. Свесен дека во текот на денот треба да најдеш тишина, мир за себе си, да си поседиш, да прочиташ нешто, да гледаш нека убава емисија или пак од другата страна слушаш музика. Значи биди свесен дека ти заслужуваш убава енергија, убава хармонија. Потоа, зашто време? Затоа што времето поминува, ние не можеме да го вратиме времето. Тоа е како стрела пуштена од лак, кој ќе се одапне, таа отидува, веќе нема назад. Нас времето ни протекува. Ние зашто да го трошиме во докажување, во чемер, во јад, во борба, во фрустрација, во некои дистанци од некого.
Зашто ние со некого постојано да се докажуваме, а тој не разбира? Зашто ние да попримаме негативната вибрација од тие лица кои се неосвестени? Зашто ние да зависиме од надворешни фактори, а можеме да ја креираме само вредност? Значи, гледате, моето време кое го имам на располагање, кое не можам да го вратам, одлучувам да биде афирмативно. Се афирмативното почнувам. Позитивната мисла, позитивниот збор, позитивното дело. Кога да го направам? Ако можеш во текот на денот да го направиш, направи го. Ако не можеш да го направиш, заштити се. Зашто некогаш во некои ситуации и не е доволно само да правиме добро, туку да умееме како да се заштитиме од тоа што е лошо. Ние со тоа што сме заштитени од болест, од некои неуспеси во работата или под влијание на други луѓе, ако сме избегнале лош љубовен однос или сме го прекинале, ако сме се спасили од погрешни мисли, сме се излекли од некоја травматизираност, а немаме големи успеси, ние сме добри. Со тоа што ние веќе сме се ослободили од добар дел на лоши состојби, ние имаме потенцијал да се искачиме нагоре. Значи да се искреираме нагоре. Инаку луѓето, ако фокусот го стават на негативното, на повредата, на неуспехот, на чувството на болка, на разочарувањето, тие на што ставаат акцент? На негативното. На негативното. И гледате, затоа концептот во тој случај е заштита од негативните сили и вибрации. Па потоа отварање кон позитивните, но многу е битно да во текот на денот направиме нешто што нас ќе не поткрени. Затоа ни е потребна енергијата, затоа ни е потребно времето. Времето го имаме, некои луѓе го немаат времето. Колку и ние да сакаме сега да промениме нешто во односот со некои луѓе кои го напуштиле овој свет, не можеме. Можеби и тие кои би промениле нешто да подобрат во начинот на живење, не можат. Затоа знаете, има таму еден пример со медицинска сестра која разговарала со луѓето кои биле, што се вели, при смрт. И колку како тие самите дале изразување. Како би го трошеле времето, кон што би ја насочиле енергијата, за што би се завземале, колку би направиле повеќе задоволства, колку би барале повеќе насмевки, колку повеќе би биле креативни, колку би ги оствариле своите желби. А каде е нашата ориентација? Фаворизирање на телото, свртеност кон егото и насоченост кон материјалното. Со такво состојба, дали е стеснет духот наш? Не. Стеснет. Да, стеснет, сакам да кажам, да, во смисла не растеме, не одиме напред, туку само уназадуваме на тој начин. И во книгата за тоа зборувате. За жал, општествените состојби кај нас, ама и на запад, фаворизираат таа, би рекол, предметна ориентираност. Колку пубави предмети на тебе, толку демек повеќе вредиш, без анализа на убавина на душа и благородност на духот. И за жал, таквите групации најчесто и наградуваат и писатели, и не знам, поединци или некои други, во смисла на тоа колку кој како статус има, кој каква моќ има во општеството или кој под каква партиска определеност бил. Денеска, професоре, многу е на цена материјалното, површните нешта, имате вие напишано тука и ниските страсти, значи сето она што е, како што спомнав, материјално, а не духовно. А сепак се навраќаме на тоа дека позитивната енергија може да се подобри исклучиво преку духовноста, преку работи кои што не облагородуваат, како например поминување време во природа, читање убава книга, прошетки. Ајде малку да позборуваме за тоа. Многу често се случува и емоционално прејадување, значи користење антидепресиви во денешно време. Сето она кое што некако привидно дава некое минимално задоволство, но не е клучно за нашиот развој. Сега кажавте нешто клучно, а тоа е одлика на човекот. Потреба за задоволство. Во книгата таму давам анализи и Епикур, филозофот, кој што асоцирал на хедонизам. Ама не хедонизам врзано со телото, туку врзано со духот. Токму тоа е суштината на нашето постоење, помеѓу другите. Едно е да помагаме, да отвараме еволуцијски пат и за другите и за себе си, да облагородуваме душата, а второ е задоволството. Ние не можеме да избегаме задоволството. Го имаме хормонот на задоволството, допаминот. Сега прашањето е, кон какви задоволства ние сме ориентирани? Дали читањето книга смиреност, опуштеноста создава задоволство? Да. Дали слушањето музика која те опушта, која те релаксира, создава? Дали некој филм кој што едноставно те смирува, ти создава? Дали прошетката во природа на планина создава задоволство? И здравствено, и енергетско, и психолошко, и душевно. Значи природата, дрвото, ушкањето на дрвото.
Поврзаноста со натуралната вибрација создава огромно задоволство. Дали од другата страна прегратката создава задоволство? Да. Дали насмевката или докажане во книгата вие прочитавте, Да. Марија, дека и насмевките, смеењето им дава исцелителни способности на луѓето и дека еден доктор Печ Адамс тоа го правил, го практикувал со своите пациенти. Значи смеење, да најдеме начин, задоволство на духот и облагородување на душата. И сега гледате, се е навика. Уште една карактеристика на човекот. Да бара задоволство и да создава навики. Какви навики создава, кон такви задоволства се продвижува. Замислете задоволството да секој сабале наутро сакаш да прошеташ покрај река, да сакаш да трчаш, да сакаш во текот на денот или во текот на неделата да одиш во природа, да сакаш да читаш книги, тоа ти е навика, сакаш да се облагородиш, да си врзан со позитивно, афирмативно, да имаш нешто креативно, кај сликарите да сликаат, да творат. Значи творештото исто така возможува. Замислете на нашите невронски мапи какви ние состојби ни даваме на навика. Тогаш дали ќе има место за алкохол, за ниски страсти, за валканост на духот, за луѓе кои се негативни, за стравот од здодевност, па и морам да бидам со другите за да не бидам со самиот себе си. Што е страшно. А една од главните форми на денешното време е како да научиме да бидеме самите со себе, број 1, а второто е како да научиме да што помалку зависиме од другите, да бидеме доволни на самите себе си. Кога ние себе се прифаќаме, не сме отуѓени од себе, тогаш ние можеме вистински да ги избереме другите, не како прирезок, туку како личности. А кај нас се бираат од предметна основа, што се вели, за да ми надополни, за да, ниските страсти ги изреализирам, за да има некој со кого ќе прошетам и така натака. Не ги третираме другите како личност или ретко. Многу голем број на луѓе не ги третираат и блиските како некои кои што се суштества со емоција, со потреба, со внимание. И ова, за жал, го има и во брачните односи, го има во љубовните односи, каде што само преовладува одреден степен на отуѓување и оние лажни односи или пак некој вид на лицемерие, манипулација и голем број на неверства. Сега, таквата состојба што создава? Валканост на духот. Да. Немир, фрустрација, оптовареност. И сега еден ден чашата се преполнува. Се преполнува бидејќи имаме нездрави социјални односи. Бидејќи до крај не сме задоволни на работното место, бидејќи лошо го трошиме нашето слободно време, бидејќи не го препознаваме мигот, бидејќи не отфаќаат годините, ја губиме силата, емоционално се оптоварени, не наоѓаме начин како да се наполниме, дали е природа, дали е културолошки настан, дали е читање. Туку само имаме гнев во нас. Така е, и тогаш доаѓаме до тоа што вие, бидејќи сте прочитале книгата, знаете, доаѓаме до 4 јавачи на апокалипсата. Првиот е гневот. Незадоволен човек, фрустриран човек на работно место ќе ти прави мобинг. Или сопругата не го почитува, или обратно, некои други проблеми се јавиле, да. фрустрации, тој целиот гнев го изфрла кон работените, а е на некоја позиција му дале од аспект на партијата. И луѓето кои што работат на тоа работно место страдаат, се под наплив на негативни вибрации. Значи првиот аспект е гневот. Гневот може да биде рефлектиран кон другиот, па повредуваат кучиња или животни, па се манифестира отпор кон другите луѓе, па се станува незадоволен, или гневот оди кон себе си. Во тој случај ако оди гневот кон себе си, дали тоа е иницијатор или потенцијален предизвикувач на болести? Апсолутно. Затоа што потиснат гнев од аспект на навреденост, од аспект на чувство дека некој ме изиграл, од аспект на ниска самовредност. Значи сум го потиснал гневот. Не можам да го изразам да не ме избркаат од работа. Не можам да му кажам на партнерот да не ме остави. Не можам да им кажам на децата, па како ќе им кажам на децата, па децата се во мојот живот. И се потиска гневот. Гневот ако се потиска со години, ако се потиска, а докажано е и канцерот произлегува не само од генетските аспекти, не само од начинот на живот, туку и од емоциите. А главните емоции кои предизвикуваат опасност се гневот, тагата, стравот. Значи гневот, вториот аспект е тагата. Ај кажете нашиот народ дали е тажен? Да. Каква енергија иницира нашиот народ кон космосот? А нели каква енергија праќаш, таква ти се враќа. 35 години негативна исполнета со тага. Зошто има толку многу несреќи кај нашиот народ? Едно е неодговорност, друго е коруптивност, трето е катастрофални водачи во секаква рамка. Кај што интелектуалното моќта, знаењето не ти го става во категорија на вредност. Ти го става подобност.
Ама дали тој може да биде директор? Ама дали може да биде раководител? Дали одговара за министер? Дали тој треба му дадеме да биде инспектор? Дали овој одговара за јавен обвинител? Дали оваа одговара за судика? Не го третираме ние тоа. Ние третираме нам што ни одговара. Тоа нам што ни одговара, на добар дел емоционални луѓе и доблесни луѓе ги направи тажни. Видите, не знаат што да очекуваат кај медицински лица, не знаат, не дај Боже, да влезеш в судските лавиринти. Ако треба политичарот да ти ја креира едината, ништо не се надавај. И ред аспекти ги направија луѓето тажни. Тажни се и заради децата, можеби затоа што која перспектива или децата се принудени да одат во странство. Тажни се затоа што биле верни, честни, поштени, налетале на некоја партнерка која што кој знае што правела, кај одела, какви се валканости предизвикала и го обвинила овој кој што всушност бил жртва. И автоматски тагата се живее во себе си. Не разрешената тага, не читањето книги, не работењето на себе си, не повикува кон лошата енергија. Лошата енергија ја создава опасната болест. И тука е стравот. За стравот може цела емисија да ви направам, од каде се произлегува и кои причини на страв постојат, но знаете, имаме и страв заради самиот страв. Страв од одлука, страв од промена, страв како ќе ме видат. Иако таму кажав јас во книгата, нели еден предмет на факултет предавам, ораторство јавен настап и тој на студентите им го кажувам, најголемиот страв на првото место е стравот од јавен настап. Јавно говорење, да. Затоа зборувајте, опуштете се, вежбајте. Во животот не знаеме нас што се ќе ни се отвори. Пред какви луѓе ќе треба да зборуваме, каква вид на ситуација ќе имаме. Па ние не мора да се подготвуваме за сегашната состојба овде кај што преовладува Македонија. И можеби утре ќе одиме во некоја друга држава или не е битно, овде ќе работиме, ќе создадеме нови стандарди, нови вредности. И затоа не треба да се претопиме. Туку треба да работиме и треба да се подигаме. Треба да станеме свесни, треба да бидеме будни, дека нема никој да ни помогне. Така. Дури еве и да паднете, еве и тоа случаеви сум ми видел, со точак се паѓало и луѓето не претрчуваат. Како на запад што станал синдромот, че луѓе имаат проблем, им се случило нешто, им се слошило. Легнат на улица, ретко претрчуваат на запад. Солидарност веќе. Значи да, и тоа е, се вели, мораш да биде свесен со кого си имаш работа. Прво, стани свесен дека преовладува туѓување. Второ, себичност, егоизам. Трето, затопување на духот и тоа е посебна емисија која треба да се разговара. На што се должи, професоре, сето тоа? Порано и помалку си имало, ама не било така. Луѓето повеќе се дружеле, имало поголема емпатија. Па да, ама порано имало чист образ, имало семејна традиција, имало конзервативни односи, имало ред помеѓу членовите на семејството. Материјалното не било толку застапено. Сега имал 32 стана, сака да има 320. Па дава маркици кај ќе стигне. Загрозува луѓе, како да сите станови ќе ги носи во тој другиот свет. Точно. Овој па алчниот олигарх, тој нема што да не приграби од фирмите. Па луѓе ќе избрка, па ќе подкупи некои фирми, овие ќе ги остави на улица. Значи, каде се моралните вредности? Каде е честа? Каде е достоинството? Каде е духовната вредност? Каде е вистинската мудрост и едукација? Па видите, Марија, да бидам јас реален. Од аспект што се тоа го нема, немаш ти зашто и да пишуваш. Нема кому да ти да му го пишуваш. За среќа имам добар број на читатели. Еве и последната моја книга, последната е астролошки записи. Астрологијата секоја сака да ја читат. Но еве програмирање на умот. Најпродавана книга беше на сајмот, на книгата предходната година. И таа е многу корисна книга. Прекорисна и предобра, вие знаете. Но еве таа за една година околу нешто над 1000 примероци има продадено. Тоа е одлична бројка во македонска, одлична, тешко некој ја постига. Ама тоа е недоволна со оглед на програмираноста на умот на народот од страна на надворешните фактори, медиуми, политичари, социјални околности. Значи не работат, не читаат. Ете која е бројката на луѓето кои се посветуваат, се ориентираат. А инаку еве јас имам преку 20 фанови, 20.000 фанови на Facebook. Замислете, од таму преку 1000 и нешто имам само лајкнување за новата книга. Што мислите, колку од нив ќе ја купат книгата да прочитаат заради самите себе си? Да. И вашите книги не се читаат само еднаш, професоре, затоа што буквално се чети во кое што се препрочитува неколку пати. Така, ја на тоа инсистирам. Прво не сакам да ги читам оние, ја ги читам и американските автори, ама многу ја влечат работата. Значи јас сакам да пишувам конкретни примери. Конкретно, јасно, одговорно и справедливо. Секоја реченица има своја символика, свое значење. И таа мора да биде разбрана и може да биде практично спроведена. Значи не премногу шума па да ги изгубиме дрвјата. Туку точно акцентирање со методи, со насоки. Значи гледате таму што пишував јас сега за овие 4 јавачи на апокалипсата.
Значи, офатено е сериозно гневот, офатена е тагата, офатен е стравот и офатен е стресот. Како состојба произлезана од овие три фактори. И дадени се насоки, исто и во програмирање на умот. Но еве, вие знаете, таму пишував и за скршениот човек. Да. Каде што, нели, сите овие состојби на неуспех, на нестреќа, на пренаполнета чаша, на неослободена, са тоа го има кај голем број наши сограѓани. Создава чувство на скршен човек. Сега, тој скршен човек како живее, како веќе може да осознае дека е скршен. Прво се изолира. Значи, нема социјална интеракција, туку еден вид на дистанца. Станува изолиран од луѓето, се повлекува. Потоа, немаме кај него поглед, статапен поглед. Немаме силина, немаме енергија, имаме една апатија, има една меланхолија. Има едно чувство на замор, тоа е третиот фактор. Значи, колку и да спие, он е секојаш психички заморен. Значи, што и да се случува нешто, да се храни и било што да оди некаде, на крај пак е психички заморен. Зашто е психички заморен? Заради емоциите. Неослободени, блокирани емоции му создаваат психичка замореност. А психичката замореност влие на нашето тело. А нашето тело или нашите органи или нашите ткива се поврзани со енергија, со енергетски центри. Ако ние не допираме до љубовта, до позитивната вибрација, до радоста, до она што нас не крепи, до креативноста, нашите ткива, нашите клетки, нашите органи не функционираат, тие ја губат силата. И затоа се случи оној синдром на скршено срце. Скршено срце кај што доживел големо разочарување, изгубил блиска личност, имало сообраќајна незгода или го изневериле и си придал преголемо значение на туѓата неморална постапка, си ја придобил при срце и срцето како да му се скршило, му ослабнало и човекот веќе потенцијално отишол и кон другиот свет. Програмирање на умот, претходната книга ми се чини како пример го дадов, Да. синдром на скршено срце. Да, овие фактори сега што ви ги кажав, гледате, опасно е да се тотално изолираме, опасно е да изгубиме сила и енергија, да едноставно чувствуваме голем психофизички замор, константен. Опасно е да ни се затопи погледот. Четвртиот фактор е да станеме гневни, конфликтни и било која критика или било која насока ние ја гледаме како атак. Мислам, не ние, тој скршениот човек. Да. Тој едноставно не сака промена и ти му кажеш, му отвориш патека, он не сака да се менува. Едноставно така живе. И петиот фактор, ова што вие претходно го кажавте, води или кон прејадување, или кон анорексично однесување, односно гладување. Нема задоволство, ништо не го крепи, ништо не го прави среќен, или среќата наоѓа во храната. Принцезата Дијана го имаше тоа со булимија, па навечер стануваше, ги отвараше фрижидерите и само се хранеше, консумираше сладки. Гледате, таа недостиг на љубов, недостиг на внимание, отфрленост и незе спасот и произлезе од храната. Овие па некои други немаат задоволство во храната и постојано гладуваат или ништо не ги прави задоволно. Дали има решение? Има решение. Апсолутно. Не можеме ние да речеме готови сме, пропаднавме, отидовме у бездната. Да, ако ти тоа го финализираш и го вметнеш у духот. Молитвата, посета на духовни храмови, еве јас во книгата пишува за Свети Јован Канео. Одно Свети Јован, богослов, црквата во Охрид, во Канео. Прекрасна енергија, прекрасна вибрација. Не само таја, еве и во Матка на Света Богородица. Значи, можам да ви зборувам за такви духовни храмови кај што јас сум ја осетил енергијата. Можам и за странство да ви Како зборувам. вие, професоре, вашата енергија ја надополнувате и ја добивате позитивната енергија на еден баланс во животот? Да, јас премногу внимавам на синдромот преполнета чаша, бидејќи мојата професија, знаете, и како професор, и како астролог, и како писател, и како човек со многу пријатели, па кои бараат понекогаш и совети, насоки, ја имам потенцијален ризик да се пренатрупам со разна енергија. Значи, и мене да ми се преполни чашата. Бидејќи не можеш да ги избегнеш сите надворешни фактори. Кога си астролог и слушаш туѓите судбини, па гледаш трауми, па гледаш нестреќи, па нешто ти влие. Затоа почнав да избегнувам да работам во канцеларија. Бидејќи, нели, кога ќе дојде клиентот во канцеларија, ќе ти остави цела енергија, вибрација. Ти сакаш, не сакаш, неговата тага или незадоволство ќе го попримиш. Затоа почесто работам по телефони. Но и тука внимавам, не работам со сите клиенти. Некои што ги осеќам енергетски неизбалансирани или некои што немаат свест да разберат анализа, тие ќе чекаат или никогаш нема да направам анализа со нив. Морам да заштитам мојата енергија. Прво, ефектот мора да се постигне, да имаме резултати, а второ, од другата страна и ја да не се загрозам до тој степен, бидејќи лоша е енергијата. Потоа,
Немам на луѓе на пријатели, со кого соработувам, со кого комуницирам. Значи сум сериозно селективен. Не ја трошам секаде енергијата. Гледам да се организирам од текот на денот. Сакам да возам велосипед, идам на планини, знаете дека планинарам. Водно, било каде, се движам. Сето тоа, значи, ми помага. Читањето книги е обавезно, тоа е смиреност на духата. Замислете, навечер си седнеш, си посветиш внимание. Политички аналитичари јас не гледам. Значи тоа, јас знам дека е перење мозоци. Некои со невладени со странски пари, странски организации кои ќе дојдат нас да ни го перат мозокот преку медиум, ја тоа го отпишувам. Веќе тој со странските пари и странската подлога не знаеме за кого одработува. Зашто ја да се токсицирам? Значи тоа не примам негативни вибрации од страна на политичари, гледам да прифатам некои работи дека е тоа ниската свесност, дека некаде ќе налеташ на некои луѓе кои толку разбираат, дека не смееш тоа да си го лепиш на душата, дали е тоа во емоционалните односи, дали во пријателските, дали во работните односи, дали општествените фактори. Значи мораш да се заштитиш, мораш да мислиш на себе, односно мораме да мислиме на нашата душа. Нашата душа и состојбата на нашата душа исто така бара љубов. Еве, ај на нашите почитувани гледачи да ги прашам. Во животот, колку луѓе ни вистински им се нашле, без при тоа да имаат некој интерес или без да имаат одредени очекувања. Колку луѓе им се нашле со безусловна љубов. Еве, ја направив една анализа, можам во некои ситуации да видам дека некој сакал да ми помогне без никаков интерес. Што е многу тешко да најдете. Луѓе кои вистински се завземале. Сега, кој треба да се завземе за тебе самиот? Самиот ние. Па така е. Чувај енергијата, надополни енергијата. Дали планината, природата? Да. Дали читањето? Да. Дали музиката? Да. Дали некој успех, креативно дело? Еве, јас го напишав ова дело, оваа книга, која е навистина една од поквалитетните би требала биде, мада тоа не смеам така да... Сите ваши книги се. Так. Меѓутоа, многу убаво имате систематизирано самата книга. Буквално од секој аспект. Значи, тука дури, еве, може да се задржиме на тоа, зборувате и за нарцистичкото однесување, за хистриоското однесување, па потоа има сегменти за стресните ситуации, почитувани гледачи, како да се заштитите од стресни ситуации. Кармата исто ни заоставен дел, кој што исто така многу важен, па потоа за фокусот кон иднината, за свесноста за сопствените вредности, програмирање кон успехот, будење на позитивната енергија, значи сето она што нас читателите може да не облагороди. Така е, па затоа што Марија, јас сум филозоф. Ние треба да бидеме совест на општеството. Ние не треба да бидеме партиски определени. Ние треба да одработуваме за олигарси. Ние треба да се насочиме кон мудроста, кон општото добро. Тоа е вистинскиот филозоф. А она друго не е некој што завршил филозофија. Значи, мојата поента е, се што сум акумулирал како знаење, како мудрост, да не го чувам во себе си. Јас сакам да го споделам. И со студентите, и на моите едукативни предавања. Сега, еве, ќе направиме во Прилеп. Ме повикуваат во Виница, ме повикуваат и во Валандово. Битола сум одржал 2, во Струмица 2 предавања, веројатно пак ќе ме покануваат. Во Куманово сака да ме поканат. Секаде одам и каде што не наплаќам јас за предавањата. Може само патните трошоци да ги покријат. За да дадеш. Има прекрасна публика. Вие да знаете, имаме и многу добри луѓе кои сакаат да се поткрануваат со духовното. Прашањето, медиумите што им овозможуваат. Еве, секоја чест на вас што имате вакви емисии. Но не се сите медиуми ориентирани кон општото добро. Туку гледаат партиското да го продефилираат, некоја ниска уметност или не знам што се, така што останува ние поединците со нашата професија, со нашите дејствија да можеме да возможиме. Во тој поглед се книгите. Заработката од книгите е многу минимална со оглед на трошоците, со оглед на книжарниците, со оглед на тоа што за државата треба да го одвоиш. Но тоа не значи дека ја нема да творам. Се додека има луѓе, публика која го сака тоа, сака да го чита, ја тоа ќе го создавам. На крај ние треба да бидеме верни на нашата животна мисија. А дали имало публика? А што е битно какава публика имаш? Па на крајот на краиштата публиката, толпата толку разбира, го избрава разбојникот Варава. И ден денес разбојниците ќе ги изберат, нема да ги изберат оние посвети личности. Замислете, Исус Христос Варава, они го бираат Варава. И денеска е истото. Но тоа не значи дека некој не треба со својата талентираност, со својата способност, со својата иницијативност да не действува. Заради креативноста ќе действува, заради чувството на исполнетост и заради оние добри луѓе кои тоа го почитуваат. А дека луѓето треба да си направат нешто добро за самите себе си. Конечно мора да сватат дека треба да си направат. Еве нека почнат со читање на книгите. Нема мене да ме збогата ако ја купат книгата.
Само ќе ми дадат мотив некоја нова книга да напишам. Ќе се збогатат себе си и ќе остават во наследство на идните генерации. Затоа што утре, после нашиот живот, нели, сите наши облеки, сите наши кошули, сите наши чевли ќе одат во контейнер. Сите наши книги, сите наши дела, секоја наша насмевка, секоја наше позитивно действување ќе остане во спомените. Па сега зашто треба да купуваме? Ние да трупаме гардероба, чевли и не знам што, или треба да почнеме културолошки да се збогатуваме? Па ние време да смениме матрицата. Јас тоа велам, да направиме културна револуција. Да бидеме малку како пољаците кои што во метро читат книги, русите, во Италија јас сум бил, во Рим, истото го прават. Па дај малку да почнеме да се образуваме. А ние само се затрупуваме со шунт, со неубава енергија и потоа нас некој ни е виновен зашто се наоѓаме во бездната. Точно. Треба да тргнеме сами од себе, свесност да имаме за, еве како што велите вие тука, за да создадеме ново посрекно јас. Така е, тоа е една голема тема, сериозна, таа ја работел и доктор Џо Диспенса, значи и таму е некои анализи правев и за мокта на умот, дали е спас или закана за човештвото, таму еден квантен физичар Мичу Каку го анализирав, значи во книгата има многу аспекти, еве во поглед на создавање ново посрекно јас. Видите, невронската мапа се создава со тие наши енергетски токови. Тука се синапсите, тука се невроните, тука се нашите навики, тука е она што сето го акумулираме. Зошто да не го активираме хормонот на среќата, серотонинот? На вистински начин, не вештачки. Зошто окситоцинот да не биде присутен на вистински начин со прегратката, со убавата енергија, со љубовта? Зошто да не почнеме да создаваме навика во текот на денот да се подхрануваме? Не дека секој ќе биде лесно. Не е лесно. Еве, јас сум писател, нели, сум филозоф. Ја ги работам овие теми, па ја некаде ќе се сретнам со некој нешто. Ама ја нема да си дозволам антидепресив, никогаш нема да си дозволам. Некои не знам какви седативи. Други методи имам за како да го надбинам тоа. Да те нападнале. И ако некој го држат 2-3 месеца, може ме држи 2-3 дена. Затоа што имаш механизми кои ќе ги употребиш за да се спасиш. Ти не дека ќе бидеш супермен и тебе нема ништо да те зафати. Те зафаќаат трагедиите, еве што се случуваат. Те зафаќаат неправдите. Те зафаќаат разни состојби каде што си налетал на некои луѓе кои навистина биле страшни за да со нив бидеш во некоја релација. Ама начинот на регенерирање, на себе трансформирање е мој. Јас се што сум акумулирал во главата, со сознанија, со искуства, со читање, со начин на живот, со навики, го користам да ми помогне во критичната ситуација. А нашиот народ не размислува што ќе биде утре ако биде лошо. Тој размислува дека нема никогаш да биде лошо. А всушност, знаете вие, во животот нештата се менуваат. Што кој ќе стане лошо? Дали имаш капацитет да се справиш? Лошо е останеш во сработно место. Лошо е те напушти некоја блиска личност. Губиме личности. И тоа е една голема траума, темата смрт, на неа таа тема сакам да пишувам понатаму една книга. Значи, која исто така треба да ја третираме. Потоа стравот од личната одговорност, од преземање иницијатива и ред аспекти се она кон кое треба да се насочиме, а тоа се вели душевна храна. Значи, гледате, на телото му е потребна храна за да може да обстане. На духот му е потребна и на душата храна за да може да функционира. Дали ние воведуваме душевна храна? Дали ние се грижиме за благородноста на душата? Значи, нештата се јасни, само колку ние ги практикуваме, а најлесно е да се жалиме. Затоа имаме синдром на јас сум жртва, другите се виновни. Синдром на закон на отпор и негација, се отврлам што не познавам, нели не познава тематика, ќе отврли, што е тоа глупости. Да. И законот на негативната вибрација. И тоа превладува кај нас. Или сме жртви, или имаме отпор, или не прифаќаме, или имаме негативна вибрација. Што се прави? Се менува матрица. Почни. Најдалечниот пат почнал со првиот чекор, кажал Конфуције. Почни. Полека. Смири се. Најди во текот на денот простор за себе. Офатија тишината, влези во себе си. Искажи афирмативни техники како молитва или како еден вид на визуализација. Посебни теми таму ги работев, знаете вие. Афирмација, визуализација, фреквенција и енергија. Да. Дали може да се постигне тоа? Апсолутно, Има многу со желба, примери. со мотивација, како што спомнавте и вие, чекор по чекор, постепено, помали чекори, меѓутоа да бидат константни.
Да, за да се работи Марија на емоционалното оштетување. Нема човек кој не бил емоционално оштетен. Не можеме ние да влијаеме на многу настани од детството, младоста, случки, ситуации, разочарувања, односи. Емоционална оштетеност. Дали може да се работи на емоционална оштетеност? Може. Кои други аспекти нас не пореметувале? Траумите. Дали има трансгенерацијска траума? Има. Во програмирање на умот тоа го пишува. Дали како народ сме под трансгенерацијска траума? Дали како семејство? Да. Дали ја пренесуваме енергијата од предците? Дали ја живееме? Да. Дали сме во корелација со трансперсоналната комуникација? Значи, гледате, во корелација со трансперсонална комуникација. Знаете тоа што значи? Вие како мајка, вашето чувство го пренесувате вашето дете. Значи, уште во утробата се пренесува, а камоли после. Вашето дете, кое проживува трауми, која можеби му се случило нешто, кое можеби доживело некоја несреќа во Австралија, кое има некој вид проблеми со стомокот, мајката го чувствува тоа иако е во Македонија. Трансперсонална комуникација, поврзаност на енергија, поврзаност на души. Како вела, душа со душа се дели. Така е. Детето Значи, гледате, сега видите, го вртиме во позитивно афирмативно. Мајката, родителот, работи на себе, го подига духот, се ориентира кон среќа, чита книга, создава знаење, по трансперсонала го пренесува на детето. Радоста, убавата енергија, знаењето. Значи, гледате, волкот кој е далеку некаде, со планина, чувствува вибрацијата на волкот кој ги води овие другиве волци. Многу силно. Да, Многу и силно овој го кажа. чувствува. Со краповите тоа истражено. Во однос на краповите и вештачката пченка. Некои настрадале ја пренеле вибрацијата, веќе други крапови не подлегнуваат на таа пченка. Овие мораат нова да измислуваат. Еве во Охрид, на Охридско езеро, кој е прекрасно и со најубава енергија. Значи таму исто така ловат со некои вештачки пченки, ама краповите ги научиле, мора да наоѓаат тактика. Веќе трансперсонално се пренесува знаењето. Тоа ви е еволуцијски. Тоа ви го кажува Тесла. Тесла вели, на космичкото јадро се крие цело знаење, вика цела мудрост на постанокот. Се акумулирано. Тој кој што умее да се поврзе со тие вибрации, со таа космичко јадро, ги придобива знаењето. Значи, преку што? Преку фреквенција. Сега имаме борба меѓу доброто и злото. Сега офатија страната која оди кон доброто. Подхрани се себе си, дистанцира се од злото. Значи, не го подхранувај злото. Сега кај што видиш зло, не се пикај таму, бегај од него. Оди кај оние добри луѓе, добра енергија, добра вибрација. Пробуди го духот. Професоре, и за крај на овој разговор, јас верувам дека на многу гледачи и ме разбудивме позитивната енергија, а секако подетално за сите овие карактеристики може да си прочитат во вашата нова книга Будење на позитивната енергија. Кажете ни каде можат гледачите да ја купат? Да, сега е саем на книгата, па може да ја набават на штандот на Штричинмој центар. Тој се наоѓа пред влезот на салата од десна страна во холот. Значи, таму книгата е со промотивна цена, инаку понатака ќе биде во книжарниците и ќе биде со цена од 550 денари, но на саемот ќе биде малку поевтина. Како и да е, можат и мене да ми пишат на Facebook, да ми се обратат и да добијат книга преку карго со промотивна цена. Многу ви благодарам и ми беше задоволство како и секогаш да разговарам со вас. Благодарам и на вас.